Празнично издание на регионалните вести. Добро вечер. Во Тетовско продолжува чествувањето на божичните празници. По тој повод во црквата Свети Димитри во Тетово беше отслужена Света Божествена архиерејска литургија. Христос се роди, навистина се роди, вака се отпоздравуваа православните верници на вториот ден на празникот Божич, ден посветен на Христовото раѓање. Според црквата, вториот ден на Божич е посветен на најчистата меѓу жените Дева Марија, поточно денес се чествува собор на Пресвета Богородица. По тој повод во црквата Свети Димитри во Тетово Света Божествена архиерејска литургија отслужи неговото високопреосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, во сослужение на повеќе свештенослужители од Тетовското архиерејско наместништво. Надеж наша, слава Ти. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и није присно и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Високо преосвещени владико, святи благослови. Митрополитот господин Јосиф во својата беседа ги повика верниците да се свртат кон Божите храмови, да се посветат на молитви и да растат духовно. Честит празник, еве уште се наоѓаме во радоста на рождеството Христово. Таа радост во нашето срце која го исполнува со тој најрадосен поздрав, нека ја почувствуваме уште извесен период, бидејќи знаете се уште се поздравуваме според традицијата со тој радосен поздрав. Следат прекрасни празници набрзо, тука ни е Василица, тука ни е Водици. Убаво е кога празнуваме, но убаво е кога ги чувствуваме во нашата душа, во нашето срце тие празници. Што повеќе да се гледаме во храмот, молејќи се на Бога, бидејќи денеска живееме во еден период на различни искушенија. Знаете, надвор имаме искушенија, нашите, така да кажам, духовни батерии се празнат. Меѓутоа, полночот на тие батерии е токму храмот, црквата, каде што ние доваѓаме, се молиме на Бога, го отвараме нашето срце, ги ползуваме светите тајни на црквата и така духовно сме посилни и посилни. Знаете, кога одиме на докторот ги кажуваме нашите проблеми и докторот препишува соодветна терапија. Така и во црквата, кога одиме во храмот Божи, се молиме, го отвараме нашето срце, се исповедаме пред свештеникот за тој да каже соодветно што ни треба за наше духовно добро, духовно да растеме. Господ Бог да ве благослови, да се гледаме порадосни, повесели, да ви дава духовни сили и духовна благодат. Празникот Собор на Пресвета Богородица црквата го утврдила веднаш после големите празници, за да се слават и учесниците во настанот што се празнува. Затоа денес по празникот Рожденство Христово се слави Пресвета Богородица, зошто најчистата утроба на Марија беше единствената способна да го прими оној кој го надвишува се она што е создадено. Во таа смисла црквата ја нарекува Девица Марија врата на спасението. Ова празнување се нарекува Собор затоа што на тој ден се собираат сите верници за да ја одадат почит на Пресветата мајка која го роди Спасителот. По денешната литургија во црквата Свети Димитри во Тетово тетовските верници според обичаите ги посетија и вечните домови на починатите, молејќи се за мир и спокој на нивните души. Снегот и убавото време на Попова шапка привлече голем број туристи за време на новогодишните и божичните празници. Хотелските капацитети беа исполнети, викенд куќичките преполни. Големата посетеност на Попова шапка за време на новогодишните божикните празници ги извади на површина проблемите со кои центарот се сочува подолг период. Капацитетите на хотелите, ски лифтовите и жечниците не беа доволни да ги услужат гостите, чија бројка на дневна основа достигнуваше до 4000 лица. Посетителите велат дека Попова шапка има посебна убавина, но немањето доволна инфраструктура е основната причина што скијачкиот центар со години тапка во место. Попова шапка не дека е наша, но има посебен шарм, има посебни квалитети, да речеме, и потенцијал кој што сметам лично дека не е доволно искористен. Самиот алпски терен, алпските предели тука додаваат многу можности. Ако мене ме прашувате лично, јас би инвестирал дефинитивно во инфраструктура, подновена инфраструктура, и тоа не само во еден центар, туку баш како што е популарно во европските центри, целата планина се опфати со жичарници за да можат луѓето да скијат. Предностите за разлика од другите центри е тоа што има природна убавина, природни се стазите, нема сечење на дрва за да се направат стази и такви други работи. Сонце огрее преку цела година, како и во зима. Можеш по кратки ракави да скиеш, меѓутоа ништо не се инвестира.
Значи истите скилифти се како што било, еве сега гледам некој нов двосет ставаат, меѓутоа ништо. Го ставаат 4-5 години, не знам. Прво треба малце да се стаи ред на паркинзите у Попова шапка. Хотелиерите се задоволни од почетокот на скијачката сезона на Попова шапка. Убавото време, снежната покривка и природата ги исполни сместувачките капацитети, но за да продолжи сезоната, потребно е да се создадат основни предуслови, велат отаму. Вештачки снег нас ни треба обавезно, пошто климата више е смената, не е тоа што беше пред 20 години. Вештачки снег, малку повеќе да се мобилизира државата однапред, не во последен момент. Ова година беше малку касно, но сепак ево почнува. И тоа треба, значи, другата година да се мобилизираме сите, да правиме нешто за да можат овој новиот скилифт да работи, пошто ево ова година немамо 2 скилифти ни фалат, што е тешко за странските туристи, тие значи ни бегат. Ние имамо повеќе домашни туристи отколку странски. Од туристичкиот центар Попова шапка со кој стопанисува државната компанија Елем Турс, велат дека се свесни за проблемите со просторните капацитети за старената инфраструктура на центарот. Отаму најавуваат дека наредната година ќе биде завршен шестоседот, со што ќе се растелетат гужвите кои се создаваат на жечниците и скилифтовите. Во меѓувреме, сите ски патеки на центарот редовно се одржуваат. Во нашите можности, значи, ние добро ги припремивме сите стази, сите терени, и Церипашина и ГЕ аеродром, меѓутоа, нажалост, една стаза не работи, бидејќи не успеавме на време да го завршиме шестоседот, што се надеваме во иднина ќе биде готов за наредната сезона. Што се однесува до новогодишните празници, хотелите беа исполнети со 100% капацитет. Имавме многу прослава горе со гости од Република Македонија, од сите градови на Македонија. Во текот на јануарските денови, значи имаме пополнето со групи од Србија, Албанија и Косово, а за февруари се надеваме дека февруари не е исполнет, хотел Славија не е исполнет 100% со групи од Србија. Мислам дека ќе одговориме на нашите луѓе и сите гости кои ќе бидат присутни во центарот, ќе одговориме како што треба и мислам дека ќе завршиме оваа година успешна сезона. Претходната власт уште во 2012 година најави дека на центарот ќе вложи 30 милиони евра во жичници, хотели, паркиралишта, вештачки снег и слично. Од сето ова започна да се гради само шестоседот, но овој проект беше запрен во 2 наврати поради немање дозвола за градба. Новата власт пак ветува дека ќе го заврши шестоседот, но во исто време донесе одлука во иднина Елем да не инвестира во дејности кои не се основни, вклучувајќи и Попова шапка. Сега владата најави дека во наредниот период ќе се одлучи дали Попова шапка ќе биде се уште под Елем или со ски центарот ќе стопанисува некоја друга компанија. При акцијска контрола полицијата затекнала 6 странски државјанки како и легално работат во угостителски објекти во Полошко. Од полицискиот билтен информација за пријавено исчезнување на малолетничка од Гостивар од страна на нејзиниот татко. Во периодот од 23 часот и 50 минути вчера до ноќеска 1 часот и 25 минути по полноќ, полициски службеници на СВР Тетово извршиле акцијска контрола во угостителски објект на улицата Коле Неделковски во Тетово, собственост на 36 годишен тетовец, соопшти МВР. За време на контролата во објектот биле затекнати 4 државјанки на Република Албанија на возраст од 24, 27 и 30 години и една државјанка на Република Македонија како ги забавуваат гостите. Странските државјанки биле приведени поради злоупотреба на туристичкиот престој, биле задржани во полициската станица Тетово за понатамошна постапка. Како што соопшти МВР, ноќеска во периодот од 2 часот и 30 минути до 3 часот по полноќ, полициски службеници од полициската станица Гостивар извршиле акцијска контрола во угостителски објект во гостиварското село Равен, собственост на гостиварец. За време на контролата во објектот биле затекнати 2 странски државјанки и 5 државјанки на Република Македонија, како ги забавуваат гостите. Сите лица биле приведени во полициската станица, 21 годишната државјанка на Република Албанија и 27 годишната државјанка на Република Србија поради злоупотреба на туристичкиот престој биле задржани во полициската станица за понатамошна постапка.
Вчера во 15 часот во полициската станица Гостивар 49 годишен гостиварец пријавил дека истиот ден околу 9 часот неговата 15 годишна ќерка излегла од дома за да оди во продавница и не се вратила, соопшти МВР. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Во просек по 5 диви возачи дневно, односно граѓани кои управувале без возачка дозвола, евидентирале полициските службеници на СВР Тетово во изминатата 2017 година во Тетово. Покрај автомобили возеле и комбиња, камиони и минибуси. Во продолжение информации за други прекршоци во сообраќајот. Во текот на 2017 година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, полициски службеници откриле 1908 лица кои управувале моторни возила без положен испит и валидна возачка дозвола. Во просек месечно биле откриени по 150 диви возачи, односно по најмалку 5 дневно. Најголем број од нив управувале патнички возила, но и комбиња, камиони и минибуси. Дел од нив биле учесници во јавниот превоз на патници. Најчесто станува збор за помлади лица на возраст од 15, 16 до 35 и 40 години. Меѓу нив и такви кои го повторувале прекршокот, информира СВР Тетово. Минатата година исто така откриени се и 1279 возачи почетници кои не се придржувале кон законските предвидени ограничувања за оваа категорија учесници во сообраќајот, односно управувале возила со поголема моќност или без придружник. Во текот на 2017 година биле откриени и санкционирани 1518 лица кои управувале возила со истечена регистрација до и над 30 денови. Глобата за овој вид прекршок се движи од 100 до 500 евра во денарска противвредност. На подрачјето на Гостивар пак СВР Тетово минатата година евидентирал бројка од 1033 лица кои зад волан седнале без возачки испит. Инаку секторот за внатрешни работи Тетово и годинава продолжува со засилени контроли во чие седиште ќе бидат возачите кои управувале моторни возила без возачки дозволи, возачите почетници кои не се придржуваат на законските ограничувања и возачите кои управуваат нерегистрирани возила. Исто така ќе има и засилени контроли за откривање на возачите кои не ја прилагодуваат брзината според условите на патот и посебно оние кои вршат јавен превоз на ученици и други граѓани, како и технички неисправните возила. Минатата година на подрачјето на Гостивар биле регистрирани 28 кривични дела од областа на семејното насилство. Меѓу нив имало и едно убиство и 4 обиди за убиство. Изминатата 2017 година во Гостивар ќе се памети како трагична година во однос на последици од семејното насилство, со едно убиство и 4 обиди за убиство. Убиството се случи во септември на улицата Иволола Рибар, кога од својот поранешен сопруг настрада Скопјанка, што повеќе месеци живеела во Гостивар. Освен овој трагичен настан и обидите за убиство меѓу блиски во семејството, полицијата лани бележи и случаи на нанесување телесни повреди, загрозување со опасно орудие и загрозување на сигурноста. Статистиката на секторот за внатрешни работи покажува дека на поширокото гостиварско подрачје во 2017 биле регистрирани вкупно 28 кривични дела кои се однесуваат на семејно насилство. Сите биле целосно расчистени и заокружени со 28 пријави за исто толку сторители. Загрижувачки е фактот што дури на 17 насилници не им било првпат да малтретираат своји блиски. Најчести жртви на ваквиот вид насилство биле сопруги, поранешни и невенчани сопруги, потоа мајки и татковци, а најбројни меѓу насилниците се сопрузи, синови и татковци. Нервните, односно душевните растројства, пороците како алкохолизам и наркоманија и генерацијски нарушените односи се најчестите причини за делата поврзани со семејното насилство, наведуваат од полицијата. Покрај кривичните дела, минатата година на подрачјето на Гостивар биле примени и 40 поплаки, од кои 30 се однесувале на психичко, а останатите на физичко и на економско малтретирање. Во нив вкупно учествувале 36 сторители, претежно сопрузи, но и деца и родители. Пријавените поплаки по расчистувањето биле санкционирани со усно или писмено предупредување на насилниците. Почна да тече рокот за поднесување на годишна даночна пријава на даночните обврзници. Крајниот датум е 15 март 2018 година.
Обврзниците на персоналниот данок на доход најдоцна до 15 март 2018 година задолжително треба да поднесат годишна даночна пријава. Ваква законска должност има сите граѓани кои во изминатата 2017 година, освен плата или пензија или приход од земјоделска самостојна дејност, оствариле и дополнителни приходи од кирии, авторски права, индустријска собственост, исплатена дивиденда, капитална добивка од продажба на учество во капитал и недвижен имот, добивки од игри на среќа, интернет, е-трговија, услуги извршени преку специјализирани страни, поставување на реклами на собствени интернет страници, лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија и други дополнителни приходи надвор од редовната плата или пензија. Граѓаните се должни годишната даночна пријава образец ПДД ГДП да ја поднесат до даночната канцеларија на УЈП според местото на живење. Годишната даночна пријава образец ПДД ГДП може да се преземе и електронски од веб страницата на УЈП. На даночните обврзници кои нема да поднесат годишна даночна пријава, ќе им се изрече глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противредност за сторен прекршок според Законот за персонален данок на доход, соопштуваат од Управата за јавни приходи. Во продолжение на регионалните вести соопштениот АД Ева на Македонија. АД Ева на Македонија ги известува потрошувачите на електрична енергија дека заради изведување на планирани работи во електродистрибутивната мрежа утре вторник 9 јануари од 9:30 до 15 часот без струја ќе останат жителите на Гостивар на улиците Никола Тесла, дел од улицата Злате Дамјановски, улицата Живко Брајковски кај гимназија, дел од улицата Душко Поповиќ и улицата Ристо Џаклиевски. Вечерва со почеток во 20 часот ќе имате можност да ја погледнете бадниковата литија во Вратничката парохија. Поради тоа што прагот на PM10 честички веќе 2 дена е поголем од дозволеното, владата и Министерството за здравство информираат дека испратиле информација до надлежните органи за преземање на итни мерки кои стапуваат на сила веднаш. Им се препорачува на сите работодавачи да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, прележан миокарден инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста со препорака на матичен лекар. Препорака е да се реорганизира работното време и лицата кои работат на отворено да работат од 11 до 17 часот. Треба да се обезбедат услови за зголемени активности на службите за итна медицинска помош, домашна посета и патронажна служба. Владата треба да ја намали за 50% употребата на службените возила и да ги ограничи работите на градежните објекти. Државниот инспекторат за животна средина треба да почне со вршење на зачестена контрола на инсталациите кои поседуваат А и СКЗ дозвола, да спроведе контролни мерења на емисиите на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух со акредитирана лабораторија, со цел да се утврди дали се применуваат пропишаните услови и мерки во дозволата по однос на емисиите во воздух. Единиците на локалната самоуправа пак се должни да ги спроведат мерките пропишани во краткорочните планови или краткорочните мерки донесени на советите на општините, соопшти Министерството за животна средина. Емануел Макрон денеска изјави дека Кина и Европа треба да работат заедно на иницијативата на Пекинг еден појас, еден пат. Целта е да се изгради современ пат на свилата, кој сепак не може да биде еднонасочен, според францускиот председател. Започнат во 2013 година, проектот цели да ја поврзе Кина по копно и море со Југоисточна Азија, Пакистан и Централна Азија, а потоа со Блискиот Исток, Европа и Африка. На средба во мај 2017 година Си Џинпин вети дека ќе вложи во проектот 124 милиарди долари, но западните престолнини се сомневаат дека иницијативата има за цел да наметне кинеско влијание во странство, а не толку да придонесе за благосостојбата. Францускиот председател предложи на Кина да дадат нов поттик на битката за климатските промени и да се подготват за преземање на уште повеќе ангажмани против глобалното затоплување на следната конференција за климата, која ќе се одржи на крајот на годината во Полска.
Ирански нафтен танкер кој се запали по сударот со товарен брод во близина на источниот брег на Кина може да експлодира и да потоне, јавуваат кинеските медиуми. Спасувачки екипи од 3 земји учествуваат во барањето на членовите на екипажот на Санчи, меѓу кои 30 иранци и 20 државјани на Бангладеш. Потрагата ја отежнуваат огнот и отровните гасови кои ги зафатија водите околу танкерот. Досега се спасени 20 на членови на екипажот на товарниот брод кој се судри со танкерот. Во предградие на Мелбурн изби голем пожар што проголта неколку згради. Комесарот за итни случаи на Австралија Крек Лепсли соопшти дека пожарот бил предизвикан од високите температури и сувото време, придружено со силни ветришта. На граѓаните им е препорачано да побараат за солниште, а експертите сметаат дека тоа е побезбедно отколку луѓето да се обидуваат да избегаат и да ризикуваат да бидат заробени од пожарот. Околу 400 куќи останаа без електрична енергија, а широм сојузната држава Викторија денес се пријавени повеќе од 50 пожари, од кои повеќето се помали. Температурите во Австралија достигнуваат до 46 Целзиусов степен, а на жителите на земјата им е дадено предупредување да не излегуваат за време на најголемите жештини. Пожарникари беа повикани во кулата Трамп во Менхетен откако избил пожар на покривот на зградата која е приватна резиденција во Њујорк на американскиот претседател Доналд Трамп и неговото семејство. На фотографија од зградата е прикажано како денеска пожарникарите го гаснат огнот на покривот. Одделот за пожар во Њујорк соопшти дека во пожарот кој бил пријавен околу 7 часот наутро по локално време биле повредени 2 лица, едно посериозно. Оттаму пожарот го опишаа како мал електричен пожар кој брзо бил ставен под контрола. Претседателот на САД Доналд Трамп за време на пожарот беше во Вашингтон. Жители од повеќе светски градови вчера излегува во јавност погаќи поради традиционалниот настан метровозење без панталони, кој оваа година се одржа по 16 пат. Помеѓу 60 градови кои пријавиле дека ќе се вклучат се и Њујорк, Копенхаген, Монтреал, Прага, Цирих, Лисабон, Лондон и Берлин. Стотици луѓе се пријавиле за учество со ветување дека ќе прифатат групно да ги соблечат панталоните додека се возат со подземниот транспорт. Настанот за прв пат е почнат во 2002 година. Иако првиот настан во американскиот град имал само 7 учесници, овој настан собирал се повеќе заинтересирани секоја година. Организаторите очекувале илјадници луѓе да се приклучат на вчерашните настани. Велат дека немаат никаква скриена агенда, освен желбата да изнудат насмевка кај луѓето. Гал Гадо, Серше Ронан, Мери Джей Блајч и Алисон Джени, облечени во црно на доделувањето на филмските награди Златен глобус во знак на протест против злоставувањето во Холивуд. Тие јавно ја поддржаа иницијативата Времето истече против сексуалното вознемирување во филмската индустрија и во други области, покриени од повеќе од 300 актери, режисери и сценаристи. Холивудскиот проект Времето истече, опишан како обединет повик за промени од жените во забавната индустрија за жените на секаде, уследи понизата обвинување од познатите актерки за сексуално вознемирување од страна на продуцентот Харви Вајнстин и други своји колеги. Денес имавме умерено до значително облачно време, проследено со слаб јужен ветер. По котлините беше магливо. Минималната температура се движеше од -3 до 4, а дневната од 6 до 13 степени Целзиусови. Утре ќе имаме стабилно и суво време со појава на умерена до значителна облачност и претежно со слаб јужен ветер. Минималната температура ќе се движи од -4 до 2, а дневната од 5 до 12 степени Целзиусови. Овде го завршуваме денешното божично издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.